Немал каква било поврзано со убиствата на Вања и Панче, обвинителството не го докажало мотивот користолюбие, а целиот судски процес бил политички конструиран. Заврши исказот на Лупчо Палевски Палчо за двојното убиство. Прво обвинетиот на 22 ноември 2023 година, кога беше киднапиран и убиен велешкиот пензионер, поправал котел за грејење, а претходно се сретнал со партиски член на чие име не се сеќава. На 27 ноември пред 2 години Палевски тврди дека бил во банка, а не во Бразда, каде беше убиена Вања. Ако сум убил, ќе правев алиби, рече Палевски. Вашиот мотив во обвинението е нелогичен и недокажан, затоа што не е приложен ниту еден доказ. Моето компарирање на логики и кажување е дека доколку било за користолюбие, ќе имаше засолниште, а не класично убиство. Ки имаше контакт со мајката или таткото за да се направи таа уцена. Знаел дека ќе биде уапсен, па затоа не се предал на полицијата во Бали Кесир. Судот се интересираше зошто не носел медицинска документација кога тргнал за Белград, а Палевски обвинува дека му ги украле без да ги заведат како одземени предмети кога бил екстрадиран во Македонија. Кога 48 часа сте во градот, не може да знаете каде се наоѓа полицијата, а каде обвинителството. Еден од Интерпол ме изведе во ходникот, ме сликаше и му ја прати на WhatsApp на Оливер Спасовски. И немало бегање, ниту сум променил град на престој од осознанието дека сум осомничен. Имало многу пропусти во истрагата и немало докази за Палевски, тврди неговиот адвокат. Ако хронолошки трнеме, може да видите дека ДНК на телефонот од Панче Жежевски има од лице кое не е ни во постапката. Така да има многу пропусти цела постапка, цело време го зборуваме тоа, без еден доказ, тврдам дека е без еден, никаков доказ нема во постапката за Лупчо Палевски конкретно. Адвокатот на другиот обвинет Боре Видевски ќе бара реконструкција на убиствата. Постојат најмалку 10 празнини во доказите кои го ја налагаат потребата да има реконструкција на настанот. Палевски сведочеше дека бил неколку пати во домот на Мане во Велес, но не и вечерта пред убиството на Жежовски. Судењето продолжува за 2 недели со дополнение на доказна постапка, а потоа следуваат завршни зборови и првостепена пресуда.